Македонските компании можат да напредуваат со успешни менаџери кои што ги следат модерните трендови во начинот на менаџирање на компаниите, во исполнување на сите оние стандарди кои што ја водат компанијата во сигурен раст. Токму на оваа тема зборуваме и во оваа пригода со цел да искористиме дел од искуствата од жените кои што успешно се реализирале на менаџерската позиција. Може ли да споделите со нас нешто од она што вие секојдневно го работите на менаџерската позиција? Важно стручноста, знаењето, како фактори ми се чини на првото скалило и на првото место кога треба да се реализира една жена и особено да стане успешна во својата работа. Што подразбирам јас под успешна жена менаџер, пред се значи успешна жена? Значи жена која што успеала да воспостави баланс меѓу нејзините работни обврски, меѓу социјалниот живот и се она што таа природно го посакува. Често пати знам да кажам дека да се работи во компанија која произведува храна представува една благородна мисија и професија која што јас искрено и неизмерно ја сакам и која што комплетно го исполнува мојот максимално долг работен ден. Поготово тоа што работам во производство, контрола на квалитет, професија која што бара одговорност и посветеност, професија која бара од мене како менаџер носење на исправни и брзи одлуки, затоа што кога се работи за квалитетот и безбедноста на бимилк производите, нема место за компромиси, а уште помалку за грешки. Од тука и спецификата на мојата работа, затоа што бимилк производите ги конзумираат една широка група на потрошувачи и евентуалната грешка би можела да има далекосежни последици и по здравјето, и по имиджот, и по брендот на компанијата кој што, верувајте, маку трпно се гради. Токму во оваа насока и моето следно прашање, како ги доживувате вашите колеги на менаџерските позиции, колку се посветени во она што вие самите го потенциравте како истакнување на квалитетот, донесување на вистинска одлука во вистинско време, се со цел компанијата која што ја менаџирате во дадени сегменти од работењето да постигнува раст и успех наспроти она што е другиот дел. Така. Бимилк минатата година славеше 60 годишен јубилеј. За таа успешна приказна стои еден тим на успешни, посветени и одговорни менаџери и секако тука, јас мислам дека само тука лежи тајната на нашиот успех. Може ли да споделите со нас како стојат состојбите во оваа дејност? Не можам да не го искористам вашето присуство тука и стручноста кога се работи за македонските компании, за македонските производи и нивниот квалитет, особено контролата и континуитетот во тој квалитет на производите. Како вие ги доживувате на пазарот? Како ги доживувам на пазарот? Можам да ги охрабрам купувачите да купуваат македонско млеко, да купуваат македонски производи. Верувајте, квалитетни се, безбедни се, проверени се. Онака како што стојат во моментот состојбите во стопанството, знаеме дека се навистина тешки. Колку тоа во стопанисување во вакви услови, во вакви околности представува можеби пречка на македонските компании да посветат доволно ресурси, време, внимание на овој сегмент да пласираат квалитетни производи? Дали во наредниот период потрошувачите можат да бидат сигурни дека навистина и покрај сите предизвици компаниите остануваат на она што значи континуитет во квалитетот, се со цел македонските производи да бидат во фокусот на потрошувачите? Секако го потврдувам и го гарантирам тоа дека е така. Битолската млекарница е единствена млекарница во регионот која што има извозно бројче за Европската унија. За да бидете носител на таква дозвола, значи дека почитувате многу строги критериуми кои што ги бара европската регулатива. Тоа само по себе подразбира и укажува за безбедноста и за квалитетот на производите. Така да нема пречка во тој поглед. Можете ли оценка некоја да дадете или ваше видување на состојбите во однос на компаниите кои што се можеби во вашата дејност или воопшто на компаниите кои што пласираат производи за широка потрошувачка, односно во прехранбениот дел, особено како тука стојат состојбите, како вие како стручњак во таа проблематика ги гледате? Да, во тој сегмент можам да кажам дека македонските компании навистина се трудат и дека полека, но сигурно зафаќаат секор со хармонизацијата на процедурите и барањето од европската регулатива, со имплементацијата на ИСО стандардите
Конкретно во компанијата во која што работам сум инволвирана во имплементација и сертификација, значи имаме ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, за оваа година планираме имплементација на OXOS и на ISO 50001 за управување со енергија. Јас сум сигурна дека и останатите компании во Македонија се стремат и фаќаат веќе чекор со тие светски трендови. Тоа потврдува дека навистина во македонското стопанство има компании кои што постојано работат на усовршување и на следење на модерните трендови и кога станува збор за технологијата и комплетно во целиот процес на осовременување на производството се со цел да пласираат современи, модерни и квалитетни производи. Особено кога пак таа функција е доверена на жени, успехот е неизбежен, тој не изостанува, а на крајот се крунисува со една престижна награда, како што и вие во манифестацијата 10 неуспешни жени менаџери всушност ја добивте. Македонските компании можат да напредуваат со успешни менаџери кои што ги следат модерните трендови во начинот на менаџирање на компаниите, во исполнување на сите оние стандарди кои што ја водат компанијата во сигурен раст. Токму на оваа тема зборуваме и во оваа пригода со цел да искористиме дел од искуствата од жените кои што успешно се реализирале на менаџерската позиција. Може ли да споделите со нас нешто од она што вие секојдневно го работите на менаџерската позиција? Колку е важно стручноста, знаењето, како фактори кои што се ми се чини на првото скалило и на првото место кога треба да се реализира една жена и особено да стане успешна во својата работа? И што подразбирам јас под успешна жена менаџер, пред се значи успешна жена, на која што успеала да воспостави баланс меѓу нејзините работни области, социјалниот живот и се она што таа природно го посакува. Често пати знам да кажам дека да се работи во компанија која произведува храна представува една благородна мисија и професија која што јас искрено и неизмерно ја сакам и која што комплетно го исполнува мојот максимално долг работен ден. Поготово тоа што работам во производство, контрола на квалитет, професија која што бара одговорност и посветеност, професија која бара од мене како менаџер носење на исправни и брзи одлуки, затоа што кога се работи за квалитетот и безбедноста на бимил производите, нема место за компромиси, а уште помалку за грешки. Од тука и спецификата на мојата работа, затоа што бимил производите ги конзумираат една широка група на потрошувачи и евентуалната грешка би можела да има далекосежни последици и по здравјето, и по имиджот, и по брендот на компанијата кој што, верувајте, маку трпно се гради. Токму во оваа насока и моето следно прашање, како ги доживувате вашите колеги на менаџерските позиции, колку се посветени во она што вие самите го потенциравте како истакнување на квалитетот, донесување на вистинска одлука во вистинско време, се со цел компанијата која што ја менаџирате во дадени сегменти од работењето да постигнува раст и успех наспроти она што е другиот дел. Така. Бимилк минатата година славеше 60 годишен јубилеј. За таа успешна приказна стои еден тим на успешни, посветени и одговорни менаџери и секако тука, јас мислам дека само тука лежи тајната на нашиот успех. Може ли да споделите со нас како стојат состојбите во оваа дејност? Не можам да не го искористам вашето присуство тука и стручноста кога се работи за македонските компании, за македонските производи и нивниот квалитет, особено контролата и континуитетот во тој квалитет на производите. Како вие ги доживувате на пазарот? Како ги доживувам на пазарот? Можам да ги охрабрам купувачите да купуваат македонско млеко, да купуваат македонски производи. Верувајте, квалитетни се, безбедни се, проверени се. Онака како што стојат во моментот состојбите во стопанството, знаеме дека се навистина тешки. Колку тоа во стопанисување во вакви услови, во вакви околности представува можеби пречка на македонските компании да посветат доволно ресурси, време, внимание на овој сегмент да пласираат квалитетни производи? Дали во наредниот период потрошувачите можат да бидат сигурни дека навистина и покрај сите предизвици компаниите остануваат на она што значи континуитет во квалитетот, се со цел македонските производи да бидат во фокусот на потрошувачите? Секако го потврдувам и го гарантирам тоа дека е така.
Битолската млекарница е единствена млекарница во регионот која што има извозно бројче за Европската унија. За да бидете носител на таква дозвола, значи дека почитувате многу строги критериуми кои што ги бара европската регулатива. Тоа само по себе подразбира и укажува за безбедноста и за квалитетот на производите. Така да нема пречка во тој поглед. Можете ли оценка некоја да дадете или ваше видување на состојбите во однос на компаниите кои што се можеби во вашата дејност или воопшто на компаниите кои што пласираат производи за широка потрошувачка, односно во прехранбениот дел, особено како тука стојат состојбите, како вие како стручњак во таа проблематика ги гледате? Да, во тој сегмент можам да кажам дека македонските компании навистина се трудат и дека полека, но сигурно зафаќаат секор со хармонизацијата на процедурите и барањето од европската регулатива, со имплементацијата на ISO стандардите. Конкретно во компанијата во која што работам сум инволвирана во имплементација и сертификација, значи имаме ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, за оваа година планираме имплементација на OXPAS и на ISO 50001 за управување со енергија. И јас сум сигурна дека и останатите компании во Македонија се стремат и фаќаат веќе чекор со тие светски трендови. Тоа потврдува дека навистина во македонското стопанство има компании кои што постојано работат на усовршување и на следење на модерните трендови и кога станува збор за технологијата и комплетно во целиот процес на осовременување на производството, се со цел да пласираат современи, модерни и квалитетни производи. Особено кога пак таа функција е доверена на жени, успехот е неизбежен, тој не изостанува, а на крајот се крунисува со една престижна награда, како што и вие во манифестација успешни жени менаџери всушност ја добивте.